Што ако ти кажам дека постои ден во годината кога гордоста мора да замолчи? Ден кога и цареви и селани морале да побараат прочка. Ова е приказната за прочка. Денот кога простувањето станува закон. Недела. Последниот ден пред великденските пости. Црковните ѕвона тивко одеклуваат. Луѓето се подготвуваат, но не за гозба, туку за исповед. Прочка. Ден кога се бара и се дава прочка. Лице во лице. Прочка не е само обичај. Таа е духовен праг. Последната станица пред постот. Во првите векови на христијанството, верниците се разделувале со зборовите «прости ми», зашто никој не знаел дали ќе се видат повторно. Во Византија царот барал прочка од народот. Во селата, семејствата се поклонуваат едни на други. Прости ми, просто ти е. Две реченици, но тежат како историја. Прочка не е слабост, таа е победа над гордоста. Во моментот кога коленото се свиткува, се руши ѕидот на омразата и започнува нова духовна година. Постот. Со прочка започнува великденскиот пост. 40 дена духовна борба. Простувањето станува темел на воскресението. Без прочка нема воскресение. Без смирение нема обновување. Ако веруваш дека историјата живее преку нас, претплати се и сподели ја оваа приказна.